Почитувани, ви посакувам добро утро на сите и добро ни дојдовте во ова издание исто на нашата утринска програма на Алфа телевизија. Денеска петок, 26 април, погледнав да не случајно погрешам, но да, тоа е датумот. 26 април, петок, се надевам дека сите сте во некое убаво утринско расположение. Во вашите домови, сите кои што не следите и ќе останете до крај со нас, ги знаете сите оние наши содржини, поточно не ги знаете, меѓутоа знаете, сакам да кажам, дека секогаш подготвуваме интересни за вас. Секое утро, се поразлично и многу интересни теми од разни области, да кажам. Сега, она што денеска ќе имате можност е да се јавувате исто така, почитувани наши, со вашите телефонски јавувања веднаш по вестите, кои што ги слушаме во точно 6 часот и 30 минути. Овие минути се ги користиме за најава и вовет во нашата утринска програма. И јас би сакала веднаш на самиот почеток, рано будници, сите кои што сте со првото утринско кафе се расонувате, еве зашто ќе може да коментирате веќе во од 6 часот 45 минути, па се дружиме се некаде до 7 часот и 18 минути. Насловот на тема ќе биде "Почнува пазарот за политички гласови во пресрет на изборите на 8 мај". Ке го слушнеме вашиот став и вашето размислување на оваа тема овој период и следните ваши јавувања се од 7 часот 58 минути па се до 8 часот и 30 минути, а таму веќе слободна тема. Ке оставиме тој простор да го искористите за она што сакате да го споделите со нас, што си е ваше, што размислувате и мислите дека треба да го кажете јавно, се разбира, на нашата утринска програма Добро утро, секое утро. Сега, како што кажав, разни теми имаме содржини, впрочем, како и секое утро, се надевам со нив, еве и ова што јас можам да го погледнам, ќе го задржиме вашето внимание, ќе зборуваме за Великден, пред Великден, што е она што можете да си пазарите, интересни нешта за да си ги имате во вашите домови. Потоа ќе имате можност да погледнете за здрава органска храна низ нашата програма, разговори, знаете, во студиото, но ајде да не откривам многу, вие бидете со нас и следете ја нашата утринска програма. Ајде да видиме петок денеска, во текот на вчерашниот ден имавме облачно време со дождливо време, тмурно, па можам да кажам и постудено. Ајде овој период, односно за денеска, што ни велат метеоролозите, какво време ке не очекува. Утрото претежно ведро и наместа постудено денеска. Преку денот ќе ни биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од западен правец. Во Скопје ќе ни биде сончево со мала до умерена облачност и со слаб ветер од северозападен правец. Температурите, како што можам да погледам на картата на Македонија, од 2 утринските до 4 највисоките, некаде и -1 Целзиусов степени имаме, а дневните температури денеска ќе се движат од 14 степени па се до 21 Целзиусов степен, што значи дека средната температура ќе изнесува до 16 Целзиусови степени низ Македонија денеска. Значи ова е прогнозата за петок 26 денеска 2024, но она што јас го имав забележано на подеталната временска прогноза е дека веќе од денеска имаме сонце и за време на викендот, каде што ќе имаме и повисоки температури и многу повеќе сонце, што значи дека можете да си планирате, да си го искористите на најубав можен начин, како што впрочем сигурно дека и вие сите индивидуално си знаете како го користите сонцето и деновите за викенд. А сега еве ќе видиме и низ промото, нели, низ нашата најава, што е она содржински што може да погледнете во утринската програма. Ќе ги слушнеме вестите, ќе го подготвиме ние нашето прво утринско кафе и веднаш по нив ве вклучуваме вас. Темата ви ја кажав, ја знаете, бидете со Алфа. Во Добро утро секое утро ќе гледате што е криоаблација и како се применува, кои се новитетите во областа на радиологијата. Зборуваме со професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика во Аџи Бадем Систина.
Во студиото ни доаѓа писателот Далибор Трајков со неговата нова книга Тајната на монахот. Ви го најавуваме хуманитарниот настан Хуман Великден за сите. Одгледување на зелените органски производи, што значи органско производство и зошто да конзумираме органски производи. Добро утро, секое утро. Евене, почитувани, се надавам дека ве има во поголем број ранобудници кои што имате желба да ни се јавите и да коментирате за првата тема која што ја имаме. Еве, јас ке потсетам, ја кажав, нели? Меѓутоа секако и дека ќе се ја имате на ТВ екраните. Еве, а темата почнува. Пазарот за политички гласови во пресред на изборите на 8 мај. Ваше видување за ова, со оглед на тоа дека еве каде и да е 8 мај ке дојде и тој датум. Меѓутоа, овие денови, овие недели и после тоа што мислите дека ќе се случува, еве ваше размислување и ваши ставови за првата тема со која ќе почнеме, се разбира, од сега па се до 7 часот, некаде 18 минути има време за ваше телефонски јавувања и знаете, 3 минути за секој наш гледач. Добро утро, ќе му кажам на првиот. Добро утро. Добро утро, ако сум јас на линија. Да, вие сте, повелете да ве слушнеме. Благодарам, така. Прво сега мора да излезат на терен пашмарите. Тие што ја носат парите, тие ќе бидат најбитните, најглавните, да можат, што се вика, затоа што се купува со пари. Посебно овдека, гласовите ќе тежат многу и ќе морат некој да ги плати тие гласови. Меѓутоа, за мене ова е најтешкото, најболното, некој да го купува некого, значи да му ја купува свеста, паметот. Некој излегол, гласал за некого, а сега мора, значи со овој начин, каде што сега веќе 7 нема, остануваат само 20 кандидати и сега тие 20 кандидати треба или да ги лажат, или да ги подкупат останатите, или да најдат начин како да ги убедат, значи да гласат за нив. За мене, моje лично размислување, кој за кого гласал, да не го менја гласот. Значи да остане онака како што гласа. Тогаш ќе го видиме вистинското лице на сите политичари. Меѓутоа, ние забораваме дека кај нас во многу сегменти уназад за се најмногу сме плаќале на политичарите. А политичарите се толку итри и вешни и од секогаш не манипулирале, не лажеле и на крај и сега сакаат да не излазат и сакаат да ги купат гласовите само да застанат на пиедесталот, онамо каде што мислат дека заслужуваат. Али моје размислување, нашите политичари воопшто не го заслужуваат тоа место што го бараат. Бидејќи тие фактички по 20 години се на исто место, некој можда и повеќе, значи, а фактички ништо не сториле за состојниот народ. И затоа моје размислување, значи воопшто никој да не го продава својот глас. Ние уназад гледавме што ни се случуваше. Ние ќе се можда некому нема да му се свиди, ова што ја кажа. Ние имавме груевизам. Ние имавме досега, значи северно како вика северџанизам. Меѓутоа сега ќе имаме мицковизам. Сега кој од тие ќе биде полош, допрва ќе го видиме и допрва ќе разговараме вака на овие емисии и ќе кажеме кој бил подобар, ама ние не бил подобар, сите од лош полош и не ставиле на пиедесталот на нула. И затоа сматрам, значи ако еднаш сум се определил за една личност, ако излезам повторпат, значи за истата да се разговарам. Ако не воопшто да не излезам, значи да не го давам погрешно својот глас. Благодарам, поздрав. Ви благодарам. Секако, вие си кажавте свое ваше видување, онака како што вие гледате на нештата, односно на оваа тема, како размислувате, и секој кој што ќе си добие телефонска линија има право на истото. А сега ќе го слушнеме и следниот гледач ова утро низ нашата утринска програма на оваа тема, се разбира. Добро ви утро. Ало, добро утро. Добро утро и вам. Првото полувреме заврши. Шутира на празен гол, ама не видовме топката дали влезе во тој празен гол. Изда ти тамо не влезе. Сега овие што нечам да спомнувам име и презиме, што кука да ги донесат бугарите во уставот,
уште ќе се борат за тоа, уште ќе се јавуваат. Толку за тоа ќе кажам. Сега народот треба да се освести, оние што не излего да гласат, што гласа против овие мнозинство што доби Гордана, тие таквите беа за ништење на Југославија, затоа што се допреле до некое местенце кај што драпаат без пот и се бореа цело време. И сега се прашувам, кај се тие политички аналитичари, тие некои амбасадори што биле по странство, па излагаат да делат правди. Па тие ли биле за да и праќаш амбасадори кои беа во НАТО, па не можат устата да ја отворат во НАТО, па некои другија беа потамо повамо. Па овие овдешни политичари што се бореат од петни жили, како не се страмат тие луѓе да се борат против својот народ, против бедотијата, против сиромаштијата. На ВМРО, како да му речам, учеститам горе долу зова и ќе победи, но не сме да кажи ова е албанец, ова е македонец, ова е способен, ова е неспособен. Ова е Харединија, одма би го зел во власта. Човекот уште со години, кога беше министер за финанси, се најде една влак да тргни настана или нешто да направи. И цело време зборуваше. Тој е политички аналитичар. А не овие што купува се и се што без пари, а стана политички аналитичари и запослиле сино и черки 300 чуда и се бореа. Сега ВМРО го поздравувам на 8. Ќе има гласање, ќе добие. На 9. Треба одма кампања да работи со знање, со помагање на народот, кампања за да ги добие другите избори 2028. Уште првиот ден да почне да работи. Како? Со приближување на народот, да се фати на оро со сиромаштијата да им помогне, земјата да биде да се развија како што треба. Никакви оценување, бугари, влагање внатре, растурање држава, тоа да го избришат. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав, убаво утро имајте со програмата на Алфа. Следен гледач да вклучиме. Почнува пазарот за политички гласови во пресред на изборите на 8 мај. Ваше видување. Добро утро. Добро утро и поздрав до вас и вашата телевизија. Ви благодарам, голем поздрав и од нас до вас. Да сте ми здрави и живи. Амин Боже, сите вие. Ова утро ни донесе светлина, на која светлина и слепите седна да ги слушат песните на птиците и да го осеќат мирисот на расцутените багреми. И јас ќе ви кажам на вистина што јас се мислам. Што јас сметам дека овие избори што завршија сосема онака како што требаше. Луѓето ја видеа вистината во онаа власт што досега не ги батеше паметите со нивните зборови, дека ќе направиме ова или ќе направиме она. Не. Со зборови ништо не се прави, само со дела се прави. Тие дела мора да бидат позитивни и добри, толку добри што овај народ ќе ги осети на своите плеќи. Да се надеваме во иднина дека ќе се стори нешто подобро. Ali тоа не може да се стори веднаш, треба да помине време, затоа што во вреќето, каде се збира парите, е празно. Празно, зашто оваа власт досега трошеше онаму каде што не треба, трошеше онаму каде што требаше да ги расфрлат парите, а за народот да не остане ништо. Јас се надевам дека ако се тргне со една добра идеја, дека треба да се работи и дека треба да се створат нови услови за подобра економија, ќе се тргни малку напред. Да видиме се тоа како понатак ќе се дешава. Јас се мислам дека ќе дојдат и подобри денови. Денови на кои треба да се радуваме. Оваа власт што треба да се оди, треба да ги види нивните грешки. Не да ги види, да се соочи со нив, зашто све праe како што не треба и како што треба ова народ да живее. Мораме да бидиме
сите разумни и весели. Ништо не доаѓа без работа. Мора да се работи понатака, а секоја работа треба добро размислено да има приходи. Без приходи во работата немаме успех. Не ке имаме и понатака, ако и ова власт нешто почне да погрешува како ова претходнава. Јас мислам, ова што кажав, треба да ни биде сосема јасно, да и бидете ми поздравени. Ви благодарам многу. И ние ве поздравуваме вас, останете ни во добро здравје, па се слушаме и на следна тема. Многу во кажавте, сите ние и како народ од зборови, како велат преку главата, меѓутоа зборовите секако дека треба да се премине на дела. Народот сака да ги погледне делата и она што е ветено да се исполни. Секако дека ништо не може да се случи преку ноќ и веднаш за неколку денови, меѓутоа да се почувствува дека веќе нешто почнува да се работи на истото. Благодарам уште еднаш и одиме сега веднаш понатаму со следниот гледач. Како вие размислувате за оваа тема? Добро ви утро. Добро утро. Добро утро и вам. И убав ден. Благодарам, исто посакувам. Едно објаснување. Ајде, повелете. Политика значи поли многу, а тика лево и десно. А ова лево и десно... Убаво што подсетивте, да. Си го направија граѓаните. Да. Секој што формира партија, а излегува од матичната партија, и сите оние гледачи, гласачи, што гласале за оние новоизведени пилиња, ќе ги речам, од тите помали во ВМРО, да помана, јас сум ветеранка, се знај. Не по гласот, по излагањето и така натаму. Сите оние малечки пилиња што се изведени, се знае дека се против ова досегашна влада. И тука нема направена е математиката. Значи, тоа го тврдам, затоа што сум била и во комисии, и во гласање, и на терен, и ве пратам сите медиуми, бележам, математиката си ја направив, го слушав чашуле збирот на гласачите од ваму дотаму и така натаму. Пендаровски, многу ми се поздравувам. Земи си го куперчето и да ми ниси. Си го продаде својот народ. Ми се чини дека сега се многу паметни овие млади политичари што излегоја, новородени пилиња. Дека ќе подрастат и ќе бидат паметни. Држава не се продава. Не се продава народ и држава. Народ се знае и да наградува и да казнува. Бидете сигурни. Јас се пратев и по кампањата, и вас медиумите, споредба и така, и аналитичарите и се. Еден поздрав да му пуштам на Илија Димовски, да му пуштам така, си го поздравувам како поранешен пратеник. Добар си, Илија, само напред. Не можам да пишам пораки, не знам, стара сум. Вака ќе те поздравам преку медиум. Само напред, македонци, промени. И овие ако грешат, по 5 години нив ќе ги суредиме, ако сум жива, здрава. Да, бидете. Значи, само напред около албанска опозиција, граѓани албанци. Така треба. Промени. Да, се најадоја овие до сега што беа со вагони, не со рате и со грсти. Промени. Зошто ни еден албански лидер не е дојден во Битолскиот крај, во Ресенскиот крај, во Прилепскиот крај, да го најди село Норово, со тони кај што работат тутун, да дојди во Освец, во Кишава над Битола, да види дека жените чекаат по цел ден да продат килограм, да земат парче леп. А некој таму центарот на Скопје да го купува. Паметни сте албанци, само така се гради татковина. Колку е моја, толку е и ваша. И дедот и татко ти прадедот ти се роди е тука, кај што се роди мојот дедо. Убаво кажано. Ви благодарам многу што се јавивте, што еве и вие дадовте свое размислување и видување на денешнава тема која што ја имаме петок еве денеска. Знаете дека има и слободна тема, само ќе потсетам да видиме, можеби многумина од вас
Сакаат да споделат нешто на зашто не сме имале како тема, а мислите дека е важно да го кажете, ке можете од 7 часот 50 некаде и 8 минути, па се до 8 часот и 30 минути. А сите кои што имате желба пак да зборувате на оваа тема, секако дека сте добре дојдени, пак ќе кажам добро утро и за следниот гледач. Добро утро, Слободанка, поздрав од тебе. Благодарам, добро утро. Алфа. Поздрав и од нас. Јас сум од Струмица. Од Струмичко. Јас сум најсреќен што Струмица конечно доби. Значи, струмичаници не се свестија. Струмичани не беа свесни дека има криминалец со 8 милиона што ние не знаеме да ги изброеме. Ако земеме да ги броеме, не 8 пати, 8 милиони пати ќе ги сгрешиме тие пари, пошто не знаеме да ги изброиме. А струмичани упорни пак гласија. Конечно се им честитам што се освестија. Наредниот круг Белки ќе има уште посвестени да кажам. Сега ви кажам, јас сум се првиот пат 2016-17 кога доби СДС, кажам дека Дуи го закопа ВМРО, ова е очигледно. Кажам тогаш, Дуи ќе го закопа и СДС, и тоа уште подлабоко. Некој ми критикува по телевизија, тие ми критикува, сега ќе ви кажам, што вика дека Заев ќе биде Гоце Делчев, Заев ќе биде председател на државата. Видовме Заев каков председател биде и видовме каков Гоце Делчев биде. Ние продади и државата наместо председател, ни го продади и Гоце Делчев. И сега некој вика дека Качи се јаде и таа ќе биде председател. Видовме Качи се јаде каде отиде. И видовме како работеле тие за државата. Значи државата нешто да продадоа. Нас не изедоа. Значи нас народ, значи ќе направија. Со кога ќе идеш во маркетот ти е крев, народ со одидел некој со 50-500 денари да пазарува. Ова го немаше. И сега некој ќе ви кажат, ќе видиме во јуни за струјата. Па кој го направи тоа за јуни тој договор? Јас си го направи или ВМРО го направи? Или некој през ВМРО? Кој ги покачи 53.000 во мај? Затоа што тие сега што се на власт ги снесоа јајцата и направија квачи од сега наредни. Сега ВМРО треба овие јајца да ги мати. Што извинете, да не ме сватите погрешно. Не, воопшто. Да не ме свати некој погрешно, че кажувам реалното. И сега ВМРО ќе има многу работа, но треба да не се лутиме. Да не мислите дека некој право ВМРО прави, има пари, товари на сите ќе ни даде. Значи, ќе дојде време, но полека. Сега ние да се малку кажеме од страјкови во овие работи, барем ги до известно време додека да се стабилизира, додека се спреат работите. Значи, јас мислам, се надевам, дека ќе биде се добро, дека оваа влада ќе работи добро, дека ќе работи за сите граѓани на Македонија. Дека Па сите... секој од нас се надева на подобро утре, нели? Да. И без разлика националност, каква Апсолутно. е. Да не се надеват националност, дека оваа влада ќе работи против нив. Нема да работи. Таман работа, така е. Владата ќе работи за сите. Оваа влада ќе биде сите. Посебен поздрав за Силјановска, што мене најмногу, како да кажам, Македони ми бедница. Значи, жената кампања така ја водеше мирно, така никој не навреди, а спротивниот кандидат ја навредуваше бабичко. Мене е баш кеф што победи Бари. Страшно е да се навредува било која жена. Без разлика во кои години се. Јас како велам, дури не можам некогаш да кажам стара е. Никогаш, туку едноставно го користам зборот вие повозрасните, а постарите тоа воопшто не ми се допаѓа, затоа што не само луѓето кои што се во години, сите ние, дај Боже да ги доживееме тие години и никој не останал вечно млад, така ли? Одиме понатаму со следниот гледач. Ви благодарам за вашето јавување. Поздрав до вас. Добро утро. Добро утро, секое утро. И вам исто така, добро утро, секое утро, повелете. Тоа што не се купува со пари, се купува со многу пари. Во мојата книга ќе чита овој народ. Книгата се вика Преку пеколот на сиромашните до рајот на богатите. Објаснувам дека народот треба да бира во власта политичари, прво кои што се вистински религиозни, потоа кои што се богати и успешни и мудри луѓе. Таквите луѓе ќе гледаат за народот. Професијата политичар нема да гледаат како нашиве за богатење со пенкало, со подпис, за 10 животи, за многу кратко време, без никаков вложен капитал и без никаков ризик да идат у затвор. Туку ќе ја гледа како еден понос да влезат во историјата како историски личности,
кои направиле добро за народот. Што сакам да кажам? Така. Овој народ треба да разбере една работа. Дека менувањето на уставот, влегувањето на бугарите во уставот е почеток на бугаризација на македонскиот народ. И албанските партии, ако уценуваат било која партија, било кога, не треба Мицковски и ВМРО и било кој друг да прифати, а по цена и да има нови избори. Затоа што тоа е игранката што е од калето направена, со уцена да се влезе, да се почнат преговори за влез во ЕУ на светиникат. Значи, поентата е со отварањето на уставот, со таа историска комисија составена од предавници и полуписмени историчари, кој запусти пари, не Гоце, не Илинденско, целата историја ќе направат бугарска, демек овој народ е вештачки и постои од времето на Тито од 45-та навака. Затоа, такви уцени не треба да се прифатат од страна на ВМРО. Реков, тоа е многу важно. Многу е важно овој народ да свати, ги гледам се јавуваат овие дали намерно, дали ненамерно, дали свесно, несвесно, ќе излезеле, немале да излезат на гласање, сите биле исти, сите биле разочарани. Луѓе, сега државата е на конец. Излезете сите масовно, до еден, секој што ја сака оваа држава и што сака да се спаси државата од овие предавници што беа купени со пари од калето и од западните душмани. Сите излезете на гласање, затоа што ако не излезете на гласање, гласовите ќе одат повторно кај овие предавнициве, ВМРО ќе има помалце гласови. Целта е ВМРО да има над 60 пратеници да не бидат уценувани. Сватите го тоа еднаш. Благодарам. Ви благодарам и јас ве поздравувам, посакувам убав ден, убаво утро и убав викенд се разбира на сите кои што сте заедно со нас Алфа телевизија. 7 часот и 12 минути и имаме се уште минути да ги искористиме за ваши телефонски јавувања во овој дел. Почнува пазарот за политички гласови во пресрет на изборите на 8 мај. Добро ви утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Таа чистота на човек, кога ќе имаме? Од нечистотата страдаме. Нечовечкото и чие да е, ја уназади Македонија. 30 години само тоа го имавме. Душманите ни наредуваа, кажуваа шо и како са Македонија. Ја уриваа Македонија. Пазарението треба да се прекине. За кој и како во власта да биде во Македонија. Треба да му се даде место само на патриотите. За душманите, изродите, место не треба да има. Само со љубов, знајне, од тука и вистинско работење, татковината ќе си ја зачуваме и убаво живееме. Благодарам. Убаво размислувате. Ви благодарам, да, сите оние кои што би биле нели во власта, во владата, да се патриоти со патриотско чувство и сигурно дека доколку го поседуваат тоа чувство ќе работа за доброто на татковината. Благодарам и јас, секој добро посакувам. Одиме веднаш понатаму со следниот наш ова утро. Гледач кој со Алфа телевизија не следите и повелете во програма сте ваши 3 минути и ваш став. Дедо. Добро утро. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Не знам сега каде ќе оде Пендаровски. Известен беше за случајот Сарај, Мостар. Требаше да оде и он, ама он не отиде па стана председател. Црвенков Ве слушаме? Не ти гарантирам дека ќе се вратиш. Тоа е Божја. Дали се слушаме убаво? Да зборувајте?
Немам што повеќе ќе Аха, кажам. вие сакате да се навратите на минатото и она што тогаш се случи за жал со тогашниот председател Борис Трајковски, што Пендаровски требаше да биде во тој лет, меѓутоа и судбината не го однесе во тој лет. Ви благодарам, но знам што е поентата на вашето јавување и што сакавте да кажете, но секој со своји ставови и размислувања за случувањата низ нашава земја, татковина. Што имаме навистина изгубени големи луѓе. Добро утро! Добро утро, Слободанка! И вам исто така ви посакувам. Среќен и убав ден на Нека сите. биде, така е. Сите да бидат среќни, сите да бидат задоволни и на крајот сите да бидат здрави и живи. Амин Боже, колку Почнува убаво. пазарот политички. Ниједна партија од сега навака да не праве пазар. Зошто ли? Да не дозволуваат да ги оценуваат, дај ми толку министерски места, дај ми толку директорски места, дај ми толку не знам какви места. Да, на луѓето и тоа им е преко главата веќе. На прво место, без разлика кој е, ако не е способен, ни едно место. Кога он у очите гледа, те навредува, те поценува, како ќе му дадиш прво место? Да. Срамно за нашата елита, ако продолжи така да работи. Да не растуриме коалицијата кој што сака да работи. Пукал со калишникови, убивал, навредувал, крадел, лажел. Не, таму не смее да се чепка. Ние имаме коалиција, имаме договор и ќе одиме напред. Каде отиде македонскиот народ напред? Во која институција отиде? Срамно, се со ластвоми, се со лажни имиња и презимиња, кој се пишува македонец, кој се пишува албанец, до денеска бил албанец, од утре станал македонец. Или до денеска бил македонец, од утре станал албанец, само да биде на висока функција. Човек, нели не знае химната на државата, нели не го почитува знамето на државата, нели не го почитува уставот на државата, не сме у државна институција да работи. Кога го прави, каде е таа ординација, он со раката ти маста, ти вика бегај. Не знаел да зборува македонски, во која држава живе, што не знае да зборува. Срамно за нашите елити што ги биравме и едните и другите, ако продолжат така да работат. Тоа е убиство за македонскиот народ кој се труди да добие се што треба за Македонија на демократски начин, ти да го газиш и да го лажиш, да му викаш живот за сите, полни фрижидери, на крајот луѓето ни лекови немаат пари да си купат, а не фрижидери да полнат. Затоа размислете, сите ги почитувам, сите нека си ги имат правата, ама како што треба, а не како што не треба. Секој нека биде слободен, да не биде зависен од другиот. Ви благодарам многу за вашето јавување. Тука завршуваме со првиот блок на ваше телефонски јавувања. Ве очекувам на слободна тема од 7 часот 58 минути до 8 часот и 30 минути. Сега ќе продолжиме со рекламни пораки и со следните содржини кои што ги подготвуваме за вас. Останете со нас. Добро утро секое утро по рекламниот блок. Еве неповторно назад и продолжуваме со следните содржини кои што ги подготвуваме. Еве петок денеска, ден пред викендот. За сите оние кои што имате во план да патувате, јас ќе ви кажам среќен пат и бидете внимателни во сообраќајот. Дамјан Андреевски од Автомотосојузот на Македонија пак ќе не информира за подетално каква е состојбата на патиштата низ нашава земја. Добро утро и повелете. Добро утро, ви благодарам. Според најновите информации со кои што располага Автомотосојузот на Македонија, можеме да констатираме дека и изутринава сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по наместа влажни коловози.
Што се однесува до интензитетот на сообраќај надвор од градските средини, до сега бележиме умерена фреквенција на возила, а за гледачите кои планираат из утринава да патуваат надвор од државата, да ги известиме дека на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и излез од државата, освен се разбира оние стандардни предвидени за граничните царински работи. Како и секогаш, Автомотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и се разбира внимателно управување со возилата, особено на патиштата кои минуваат низ котлините и клисурите, каде со оглед на променливите временски услови кои ги имавме изминатиот период, имаме можност од појава на посетни одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. За вакви слични информации гледачите како и секогаш може да не добијат на бројот 15555 или на бројот 196 доколку имаат потреба од помош на пат. Накратко, тоа е било се за ово утро од Автомотосојузот на Македонија. На оние кои патуваат им посакуваме безбедно учество во сообраќајот, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам и ние ве поздравуваме и ви посакуваме пријатен работен ден. Сега, почитувани, само ќе се потсетиме и на следните содржини низ нашата утринска програма. Што е криоаблација и како се применува? Кои се новитетите во областа на радиологијата? Зборуваме со професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика во Аџибадем Систина. Ви го најавуваме хуманитарниот настан Хуман Велик ден за сите. А сега, знаете за кои содржини веќе имавме и најава. Јас само ќе се завртам на мојата десна страна и ќе кажам добро утро на колешката Искра, добро утро и за нашиот гостин. Тоа е доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика во Аџибадем Систина. Имаме повторно новитети во радиологијата во Систина. Ќе разговарате токму на оваа тема. Од мене добро утро и добро не дојдовте уште еднаш. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Искра, повелете. Да, петоците вообичаено резервирани за доктор од Аџибадем Систина, но овој месец петоците на некој начин ги посветуваме на роденденот на Аџибадем Систина. Месец април некако е во тој знак. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Она што особено е значено кога зборуваме за овие 14 години што ги одбележувате е што токму вие сте од првиот ден. Од самиот почеток во Аџибадем Систина, па сега ме интересира конкретно за вашиот оддел радиологија, какви беа почетоците и како сега не сите овие години се развиваше и растеше вашиот оддел? Благодарам за гостувањето и за прашањето. Значи, Аџибадем Систина е клиничка болница која што е одлична замена, би рекол дури во многу работи подобро од клиничкиот центар каде што претходно јас работев и ја завршив мојата кариера 20 кусур години работев во клинички центар. Во Аџибадем Систина сум во Го пренесовте сега своето искуство овде. Да. Во Аџибадем Систина сум од почеток, претходно беше тоа само Систина гинеколошка болница каде што многу работа за радиолог немаше, бев надворешен консултант, ме вика, ме прашуваа за некои работи кои што беа специфични. Какви се почетоците? Значи, ние 2010 година ја отворивме болница баш во април, на 7 април, кој е денот на здравството. Знаете, имаше многу скепса од тоа како болницата ќе стартува, но можам најодговорно да тврдам после толку време поминато таму дека болницата има континуиран раст и развој. Одделот за радиологија, особено, ние стартувавме со технологија, ние сме како радиолози многу зависни од технологијата. Знаете, ако немате нови апарати, ништо не можете да направите. Можем да ви кажем дека менеджментот има слух, особено во последното време, за набавка на нови технологии, а со набавка на нови технологии доаѓаат и новите методи. Јас сум сведок дека ние на почеток работевме, но во последниве година, 2-3, има страшна експанзија, особено во полето на интервентна радиологија. Тоа е една посебна гранка од радиологијата, кај што луѓето што се бават со интервентна радиологија практички лекуваат или многу помагаат во лекувањето на болните. Изгледа малку чудно, бидејќи радиологијата е диагностичка
гранка, но со нашите методи ние успеваме во голем број на случаи да делуваме лечебно или да лекуваме, или куративно, ако сакате да кажете, да кажеме на латински. Но можем да ви кажам дека тоа е светски тренд, не е тоа само кај нас. Ние се обидуваме да ги пратиме современите делови, особено да речеме во интервентната онкологија. Тоа е еден посебен дел во Америка, е посебна специализација интервентната онкологија, кај што ги третираме најтешките заболувања. Многу луѓе ќе се запрашаат како тоа сега они нешто на радиологија прават и третираат малигни заболувања. Можам најодговорно да ви кажам дека доколку ние детектираме промена во раната фаза, туморска, можеме комплетно да го решиме проблемот без дополнителна терапија, да речеме оперативен третман, хемотерапија, имунотерапија, биолошка терапија. Има страшна експанзија во онкологијата. Ова е еден дел кај што ние помагаме со нашите методи да речеме, ако направиме, само да ги земеме аблаторните техники, кои што од негде 2017-18 година ги применуваме. Почнавме со радиофреквентна аблација, микроаблација и сега најново нешто, за тоа сум јас тука, е криоаблацијата. Од техниките аблаторни скоро сите, уште ни фали иреверзибилна електропорација. Тоа е нешто што е последно и светски тренд, но криоаблацијата, можем да ви кажам, и нашето искуство што го имаме. Значи, не е тоа само да читаме и да гледаме и да пренесуваме туѓи искуство, имаме собствено искуство. Да, тоа е нешто на кое што сте особено горди со оглед на тоа што не само минатата година, конкретно минатата година, не само за прв пат во Македонија, туку воопшто и во регионот е извршена таква интервенција. Но јас сакав, кога зборуваме за развојот на радиологијата, рековте дека сте зависни од технологијата. Свесни сме дека медицината постојано се развива, уште повеќе технологијата. Со самото тоа, точно вашава гранка, еве да речеме од кога сте биле студент вие до сега, со кое темпо се има развиено? Дали има сега нешто што во ваше време било апсолутно незамисливо? Огромна е разликата, знаете, ние не само мојата генерација, него еден куп генерации учевме некои работи, еве конкретно да речеме за онкологијата, долги години беше, и тоа беше став на Светска здравствена организација, ако 5 години некој преживее малигна болест, се смета за здрав и за излечен. Можем да ви кажем дека тоа правило не важи. Ние добиваме после 10 години, после 12 години жени кои што имале карцином на дојка и доаѓаат со метастази. Значи тоа веќе не важи. Малигните болести се комплетно непредвидливи, ние сме свесни. Ако не станеме свесни, не можеме да ги третираме, знаете, и да се бориме против нив. Има страшен прогрес и страшен скок во таа област на медицината. Значи, само еве малигните болести, да ги земеме онкологијата, да ја земеме, порано ние кажувавме и време на преживување, да речеме. Сега веќе не. Сега веќе одиме со персонализирана терапија, таргетирана терапија или терапија за секој пациент оделно, само врз основа на молекуларно-биолошкиот профил на болеста. А тоа е многу важно и врзано е со нас, бидејќи се почнува од една биоптична процедура. Значи, ако добиете малигна болест, вие земате биопсија. Таму патолозите, нашите драги колеги, прават една палета на испитувања. Кога ќе дадеме профил ние на малигното заболување, можеме да ја нападнеме болеста со сите оружја што ни стојат на располагање. Има страшна експанзија во хемотерапијата, во лековите и може како што изгледа туморот, бидејќи тие се менуваат нон-стоп, разбирате? Цело време ние трчаме за нешто. И на крај кога ќе дофатиме, може многу ефикасно да третираме. Ова што нашиот дел и оделот за радиологија или интервентна онкологија, како сакате, тоа е дел од онкологија и радиологија, малку се фузионирани оделите, за тоа е и идејата да ние направиме еден голем одел за радиологија, интервентна онкологија, радиотерапија и нуклеарна медицина. Целата диагностика, интервентна и тераписка онкологија биде сместена на едно место, под една капа. Ние може сме различни, но организационно функционираме како еден одел. Има еден
шеф на одел, моментално тоа е доцент Ѓоревски, кој што ја организира целата работа и ние кога ќе добиеме пациент го третираме од диагностика до онколошки третман, онаков како што треба. Да не заборавам дека работиме тимски, конзилиарно, имаме онколошки конзилиум. Тоа нешто на овие простори беше незамисливо. Да. Значи, тоа е вообичаена пракса од почетокот на отварањето на болницата, така треба да работи секоја медицинска институција, знаете, не секој да си го гледа својот дел. Ние имаме онколошки конзилиум секоја среда, секој четврток, секој петок, предоперативен, постоперативен, од кој ќе го извадиме туморот, од кој ќе видиме стадиум на болест, донесуваме заеднички одлуки како да се третира пациентот понатаму. Колку успевате во конкретно вашиот оддел, а и воопшто во вашата клиника дали да држите чекор со светските трендови или пак уште повеќе да сте рамо до рамо со нив? Па можам да ви кажам дека ние во последните 2-3 години сме практички паралелно. Трчаме или возиме паралел славам, што би се рекло фигуративно. Можам да ви кажам дека на нашиот оддел конкретно интервентните процедури за нив најмногу ќе зборувам се поделени во две големи групи, неваскуларни и васкуларни. Порано васкуларниот дел ни беше малку ставен во ќош, не толку развиен. Сега апсолутно се работи, значи само во последните 2-3 дена ние имавме 2-3 емболизации на мозочна невризма. Тоа е интервентна процедура каде што вие делувате, лекувате основната болест. А невризма е проширено едно топче во мозокот кој што може животот да го загрози на пациентот. Се влегува преку крвен сат внатре со специјална техника катетерска, микрокатетерска и се полни тоа проширување со специјални материјали кои се ставаат стентови и така натаму. Тој дел е комплетно покриен и ние во васкуларната радиологија сега и неврорадиологија особено го пратиме светскиот тренд. За неваскуларните процедури можам да ви кажам дека сме рамо до рамо. Се што се работи било каде, ние го работиме кај нас. Ова последното што го кажавме, сме редок центар во регионот кај што работиме криоаблација. Многу специфична е процедурата. Ајде да ја подобјасним. Да, долго трае. Инаку, основниот принцип, знаете кој е? Значи, вие мора да имате газ, аргон, тој прави ниска температура. За да го пласирате во телото, мора да имате специјален инструмент, тоа е обично игла, со кое што вие влегувате внатре во човечкиот организам. За да ја пласирате иглата, мора тоа прецизно да го направите, за да немате нус ефекти, повреди, компликации после интервенција. За тоа ви треба многу добра, ние велиме навигација у последно време. Прецизно да ја внесете иглата внатре. Ви треба добар имиджинг, тоа значи ултразвук добар, ако работите по ултразвук. Ви треба добра компјутеризирана томографија или флуороскопија кај компјутеризирана томографија, кај што прецизно гледате кај сте со иглата. Тоа е врзано, што ви кажа, со технологија. Значи, не можете вие да имате некој лош апарат кај што имате лоша видливост. Се мора да видите и прецизно да го направите. Од кога тоа ќе го направите, самата процедура го уклучувате апаратот, повезувате технологијата, апаратот работи и вие мониторирате каков е ефектот на самата интервенција. Лаички кажано, го убивате туморот со ладење? Да. Значи, тоа е крио. Го замрзнувате? Го замрзнувам. Значи, на самото место кај што ќе пласирате иглата, ако е прстот игла, а кругот туморската промена, ја пласирате во средина, 1-2, во зависност од тоа колкава е големината. Значи, основен критериум е големината на туморот, во зависност од тоа зависи колку вие игли за аблација или антени за аблација ќе употребите. Ги пласирате на различни места, треба да има растојание меѓу нив, најмалку 10 мм, за да добиете, тоа се нарекува ice ball на англиски или ледена топка на македонски, кај што зоната е смрзната буквално и тоа не само што ладиме, ние него и одмрзнуваме. Значи, ладењето и одмрзнувањето делуваат туморицидно, значи ги убиваат сите клетки во таа околина. Непосредниот ефект од нашата интервенција ќе го видиме од кој ќе направиме после известно време дали петскен, кај што ќе видиме дали има активност во таа зона. Вообичаено таму нема ништо. Значи, кај што ќе направиме ние аблација,
комплетно е уништен тој дел. Дали е тоа метастаза, примарен тумор, секаде во телото може да се прави аблација. Во бели дробови, во паренхимни органи, црн дроб, бубрек особено, скелет, конкретно меки делови. прва интервенција што имате направена по која што сте први во регионот, на кој вид на тумор беше? Тоа беше на метастаза една во скелет и меките делови, кај што пласиравме, верували или не, 5 или 6 антени, каде што беше голема промената и на контролниот петскен немаше никаква активност. Значи, комплетно беше уништен туморот. Не е идејата вие да добиете пациент со голем тумор, разбирате? Треба да фатите нешто што е мало. Тогаш е голем ефектот. Значи, вие кој ќе фатите мал тумор, тогаш ќе го уништите. Вчера правевме ние криоаблација на тумор на бубрек. Туморот беше 3 сантиметри, имаше изузетно поволна локација на долниот пол, жената беше негде 80 на години, со 3 антени ние направивме туморицидна практички лекувална процедура, го уништивме туморот, жената е добра, после известно време ќе си оди, не после известно време, него не ги држиме ние пациентите многу, ден, два евентуално, ако нема никакви компликации, утрената го пуштаме дома. Имате многу пациенти кај што е контраиндицирано вие да аплицирате друга некоја метода. Да речем, има проблем со срцето, ќе го врати анестезија. Има проблем со нешто друго, ќе го врати некој друг. За овие процедури ви треба само добро мониторирање, малку аналгезија, седација и ја правите вие методата. Кој ќе ја направите методата, самата криоаблација не е болна, многу болна процедура. Она е болна, но не многу. За разлика од микробрановата аблација или кај што има температура, појасна температура, таа е многу повеќе болна. И тука е многу важно да имате вие соработник. Ние работиме тимски, значи анестезиолозите се дел од тимот кај што се супримира болката и сите други витални параметри, знаете. Не е тоа едноставна процедура. Таа интервентна процедура е микроинвазивна, но треба сите работи, ние ги имаме апсолутно сите услови. Значи имаме услови за да ги правиме процедурите како во операцијна сала. Доктор, искрено вака, барем мене ми давате и тоа како надеж дека сепак може да се победи ракот. Сега со оној дел што се трудите, особено овој месец, тоа е сите овие можности што ги имате да им станат подостапни на пациентите. Ни за пакети, попусти. Да, значи во април месец, која беше годишнината на болницата, со менеджментот донесовме одлука да нашите диагностички процедури станат подостапни за голем број на пациенти и затоа донесовме одлука да дадеме попуст од 50% на скоро сите услуги што ги нуди диагностички аџибадем цистина. Тоа значи магнетска резонанца може да се направи со 50% поевтино во сабота, во викенд. Додека компјутеризирана томографија ги земав тие две методи бидејќи најмногу информации ни даваат. За било што да видите вие, или компјутеризирана томографија или магнетска резонанца треба да направите. Кај што може да се направи фина проценка, диагнозата е многу повисока, специфичноста на методата. Значи, во недела може да се направи за 50% поевтино. Не само тоа, него и другите процедури. Да речеме, може да се направи мамографија, кај жените, може да се направи мамографија во недела, 50% поевтино, него во другите денови. Тоа трае, првиот договор е да трае 3 месеци, како промотивен дел, каде што ќе бидат процедурите подостапни за пациентите. Многу едноставно се јавувате во кол центар, и ги добивате сите информации. И ги го закажувате прегледот, доаѓате, го правите испитувањето, си одите дома, после ден-два добивате резултатот самото испитување. Тоа е нешто што болницата се приближува. Правиме пакети не само за, да речеме, диагностичките процедури, се прават пакети на услуги и за други процедури. И гинеколозите имаат пакети, и хирурзите, и рехабилитациони пакети има, кај што може да се добие, бидејќи
концептот на приватната болница да секоја процедура има материјален трошок. Болницата како долгогодишна институција која што постои сака да ги приближи услугите, да им бидат достапни на нивните пациенти и за тоа ги воведе овие промотивни пакети на услуги кај што може да се прегледа многу поповолно него во другите дела. Треба само да ви се обратат за по-детални информации. Во кол центар да се јава 3099 и ги добиваат сите информации. Докторе, многу ви благодарам на ова ваше гостување, на овие ваши утешни зборови, можам да кажам, Слободанка. Да, навистина делува многу утешно и надежно. Пред се. Ви благодарам. Чести задоволство да ја приближам диагностичката и интервентната радиологија особено, што ние правиме, какви нови процедури, како го следиме трендов. Знаете, вие не можете да се такмичите или да конкурирате локално. Нашата конкуренција е на многу повисоко ниво. Подалеку. Убаво објаснато, уште еднаш ви благодарам, па се гледаме повторно на некоја исто друга тема. Она што во продолжение сега ќе следи со нашите содржини си продолжуваме за хуманитарниот хепенинг Великден за сите, како и да е, Великден се наближува, па јас еве ќе најавам што е она накратко, па вие ќе имате можност да погледнете од разговорот од нашата колешка Ирена Спировска. Утре во Вероцентар ќе се одржи хуманитарен настан Великден за сите, и тоа со богата музичка програма и рачно изработени чоколадни задоволства. Кој не го сака чоколадото? Чоколадните експонати кои ќе се продаваат ќе бидат со промотивни цени. Сите експонати инаку се рачно изработени и се во духот на престојниот празник, нашиот голем Великден. А парите од продажбата ќе бидат наменети за опремување на центарот за лица со церебрална парализа. Повеќе слушаме од разговорот. Останете со нас, се разбира. Ово утро ве поздравувам од Свит Бейкери, работилница за чоколадо, но и за останати сладки работи. Практично се наоѓам во домот на Снежана Ангеловска, основач и почесен председател на хуманитарната организација Ангелчиња. А поводот за денешнава утринска средба е Великденскиот настан кој што се организира под слоганот Великден за сите и кој што ќе се одржи на 27 април во Веро Джамбо центарот, а е посветен за центарот за детска парализа. Снежана, со колку килограми чоколадо ќе го заокружите овој месец? Ето, од тука да почнеме. Добар ден, добре дојдовте во домот на Свит Бейкери и во мојот дом. Интересно прашање за почеток. Овој месец имавме две акции, ова сега ќе ни биде трета преку хуманитарната организација и можам да се пофалам дека месец април ќе го заокружиме со изработка на 240 килограми чоколадо. Навистина импресивна бројка, но како што споменав на почетокот, освен чоколадо, во вашата работилница се изработуваат и многу други сладки работи, кои што еве честопати се изложени и на овие хуманитарни настани. А Великден секако беше повод да се организира уште еден таков настан, да ни кажете нешто повеќе за него. Да, имате право, Свит Бейкери, од работилницата Свит Бейкери излегуваат доста сладки изненадувања и задоволства, не само чоколадни, кои радуваат премногу дечиња, од каде што ние ги крадеме насмевките, кои ни даваат енергија за работата. Великден за сите е настан кој оваа година прв пат ќе го организираме во соработка со Веро Джамбо центарот. Оваа година средствата ќе бидат наменети за центарот за лица со детска парализа, церебрална парализа на Сдруженијето Судзвездие. Заедно со нив, подпомогнати од многу јавни личности, од многу балетски студија, со многу богата музичка програма, ќе се потрудиме настанот Великден за сите да биде успешен како и сите наши досегашни акции.
Јас закон не е проблем, би напоминала дел од нашите учесници, кои се наши и соработници, меѓутоа имаме и групи кои за прв пат се појавуваат на едни вакви инвенти и кои се надевам ќе бидат наши идни соработници. Балетското студио Рибис со нас е 18 години. Балетското студио Марбел, училиштето на Андријана Јаневска, балетско студио Лебед, балетското студио Еурека, со инклузивната група. Ќе ми простите сега, навистина не можам сите да ги запаметам, нема да ми забрават тие што не ги споменав. Меѓутоа, ви благодарам што дојдовте да упатам еден јавен апел, јавен повик до сите наши музички звезди, до сите оние што не се инволвирани, кои имаат своји играурни, фолклорни, балетски студија, да ни се придружат. Значи, ве молам, бидете хумани. Дојдете, представете се, збогатете на нашата програма. Да биде тоа еден навистина прекрасен ден, не само за децата со церебрална парализа, меѓутоа и за сите посетители таму. Уште еднаш ќе повторам јавен повик до сите уметници, до сите музичари, до сите артисти. Бидете дел од нашава представа. Кажавте сами 27 април, Веро Джамбо центар со почеток од 10 часот ќе започнат детските работилници, значи работилници кои го организираат Сдруженијето со звезди, каде што ќе имаме многу нивни членови, деца со детска од заболени од церебрална парализа, кои ќе изработуваат великденски слики, ќе фарбаат великденски јајца, кои понатаму истите ќе бидат ставени на продажба. Нашето здружение, како и до сега, ќе настапи со чоколадни производи во количина од 80 килограми чоколадо, за кој морам да напоменам дека 50 килограми е веќе донирано од нашите соработници и спонзори, 30 килограми го дониравме ние како организација. Искрено се надевам дека ќе имаме уште многу вакви акции и дека ќе израдуваме уште многу деца, а дека Великден за сите ќе прерасне во една убава хуманитарна акција која ќе стане традиција во град Скопје. Секоја чест за иницијативите и овие убави настани кои што ги организирате. Лично сум била сведок дека атмосферата е прекрасна, без сомнение така ќе биде и на 27 април, кога уште еднаш еве упатуваме покана до сите. Ова е убав семеен настан, можете да ги донесете вашите најмлади, да купите од чоколадните фигури, да купите од останатите сладки и да се приклучите и на детската работилница, да придонесете и вие Великден на вистина да биде празник за сите. Ви посакувам успешен настан Снежана и нашата екипа ќе биде таму да ја сними таа убава атмосфера. Благодарам на Алфа телевизија што секоја година е заедно со нас, сите овие 15 години усердна соработка и секако се надевам дека во сабота повторно ќе бидете дел од цело на што ние го работиме. Секако, и тоа со големо задоволство. Благодарам за разговорот, Жане. Благодарам и на вас. Преубаво, нека има повеќе вакви настани за едно убаво наше расположение. Јас да кажам, да, потребни ни се во секојдневието токму и нешто вакво да посетиме. Ете едноставно да се наполниме со убава и позитивна енергија, поготово пред големиот наш великденски празник. Односно големиот празник Великден. Она што или великденските празници, како и да е. Сега, она што ќе следи, знаете, слободна тема, сите вие кои што имате желба да се јавите, ја имаме време, половина час, од сега па се никаде до 8 часот 29 минути, како и да е.
Еве, ве покануваме да се јавите, да ги искористите 3 минути на слободна тема, што е она што би сакале вие да го споделите со нас. Може би не сме го имале како тема, или пак може би сакате да зборувате за темата која што ја имавме поставено како прва во Добро утро секое утро. Тоа си е ваше. Едноставно, јас или ние колку само да подсетиме, што е она што вие би можеле да споделите. Тоа што вие сакате и вие желба. На било која тема и да е, нели? Ако имам гледач на телефонската линија, режија, да го вклучиме. Добро утро, Македонија. Добро утро, повелете да ве слушнеме. Дале. Во програма? Да, во програма сте, се слушаме. Ајде, убаво кажа, пред Великденски вака, утре Свети Лазар, четврдневен, други ден Цветници. Цветници, да. Господов празник. Дај Боже, мирно како народ, македонски, православен, христијански и другите православни христијани, да го дочекаме Великден без некои големи искушенија кои не ги наметнуваат овие на власт. Се радувам што голем дел на нашиот народ и другите добродушни луѓе во Македонија ги поразливме овие на власт, ДУИ и СДС. Ме чудат како овие ДУИ слават голема победа. Тамо со учака извикување, кога на избориве победи ВМРО. И Гордана Селјановска победи. Од ке победијат и од кај се ДУИ победници? Или тие живеат во некоја паралелна држава, во некоја си не знам каква држава, овие од ДУИ, или пак слава победници. Па појда пред штабот на опозицијата, провоцираа тепачка сигурно. И сега тие биле за Европа, а опозицијава што е мирна од албанците не биле за Европа. Така, уште пушки му фалеа на груби да земи пушки, автомати таму бомби и да пука во своите албанци од опозицијава. Чеке човек, ти Европа шириш со ови од СДС или некоја дивјачка политика од она диво време, нели, таму пред наша ера, таму како беше, укучевме во некој дивјачко време. Само тоа е. За жал, се уште има некои што потражуваат ваква власт која гореше живи албански деца и нивни млади родители. 46 дечиња и нивни млади родители изгореа. 14 пациенти албанци изгореа во болница, во хаос здравство, кој го направија СДС и ДУИ. И сега, значи, гореа деца, гореа пациенти, ласкрци автобус, близок исто до ДУИ, таа фирмата, хаос на секаде, криминал, онкологија, крадеа лекови од пациенти, за да тргуваат и лично се забогатуваат тие од ДУИ од СДС. И сега тие биле за Европа, за иднина. Абе, каква иднина? Како до сега, да убивате пациенти, народ, да убивате деца по автобуси, таква иднина ви имате од ДУИ од СДС, терористичка, канибалистичка, да јадите живи или изгорени деца, луѓе. Бог да чува. Така чест до ВМРО и ДПМН и до Гордана Селјановска и повикувам народе, независно македонци, албанци и другите, да го победиме ова зло, дај Боже да се растудат и СДС и ДУИ, пошто живи деца гореа, албански деца гореа. И кој нормален гласа за тие партии, а кој гласа за тие партии има исто крвави раце? Благодарам за јавувањето. Истекоа 3 минути. Слободна тема, за што ќе зборува следниот гледач, ќе го вклучиме и ќе слушнеме. Добро ви утро. Поштовање, госпожа Слободанке. Благодарам и од нас до вас. Поздрав до вашата екипа, до сите слушатели што се јави и што ќе се јават. Убаво да си дочекаме празниците. Така е, со убав дух, во убаво расположение. Многу е важно. И највеселиот, најубавиот. Во секој дом посакувам. Повелете. Чуден народ сме ние македонците. Ние 30 години идеологијата ни е направена каша попара. Поздрав до ВМРО-вците што гласаа, што победија. Ние, значи, уште во Уставот се декларираме као социјална држава. Кај е тоа социјалното во овие 30 години? Нигде. ВМРО, знаеме, десничарска, капиталисти да бидат. Ние сакаме фабриките да ги вратиме, ова да вратиме. Ќе биде песната од Леписол кисело весело. Туку така мислат, ВМРО ќе му дават сите закони што ќе сака да исправат Македонија, ДУИ и СДС, колку и да освојат пратеници. Мичковски му се јавува на таравари, па тие четворица земете го
Меджити кога беше градоначалник на Чаев. Па тој тешко од 20 бореше македонски со новинарите. Значи, тешко ќе биде за македонски народ. Зато реков, чуден народ сме ние македонците. Идеологијата. Дали сме ние за капитализам, дали за социализам. И ние не знаеме. Паро големите партии измешаа лончињата. Социјалдемократските нели сме за идеологија за фабрики. ВМРО за капитализам, десничарска. Обратно, тие прво ги измеша и ние народот, ние се радуваме победило ВМРО, па чекайте. СДС како и ДУИ, како што се дубарджи, така лесно ќе му дадат многу пратеници на ВМРО и така лесно ќе изгласат на Селјановска воред. Има 40% сите да излезиме тие што гласаците ќе доби. Него СДС се дубарджи, пак ќе кажам, дубара знаат тие постарите што значи тој збор. Значи на секој начин ќе гледат да не испадне како што треба. А ме радува што фери демократски испадна изборите и така дај Боже да биде. Ушеднаш поздрав за сите македонци и сите што живеат во Македонија. Субота да си дочекаме празниците, сабота, во недела и најубавиот, најсветлиот, највеселиот празник што иде. Бидете ви поздравена. Све најдобро. Благодарам. Благодарам, поздрав и од нас до вас. И ета и вие ги искористивте вашите 3 минути и изборувавте за она за што сите ве слушнавме. Секој е добро. Одиме понатаму со следниот гледач. 8 часот и 10 минути имаме време. Знаете, и ке подсетаме еве до 8 часот некаде и 30 минути со ваши телефонски јавувања на слободна тема. Што е она што следниот гледач би сакал да го сподели со нас и за што ке зборуваме? Добро утро. Бодо слободо. Добро утро. Поздрав. Голем поздрав и од нас. Сега да ти кажам, Македонија е најстара држава на светот. Само сонцето е постaro од македонците. И нека знаат кретите душмани дека македонско име нема да загине. И горде што избре ќе гордо мори Гордана, моја мила председателке, Господа ти даде живот да владеш со Македонија, да ја направиш држава, нашта мила Македонија. Поздрав од Роме, од Биџево. Толку доста е. Добро, доколку тоа беше се, ви благодарам. Одиме веднаш понатаму со следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете. Многу е важно на 8 мај да се излезе што помасовно на изборите. Македонците и сите останати кои што се нели во коалицијата со ВМРО ДПМН, меѓутоа и останатите партии зашто да не, да ја поддржат Гордана, а секако и бидејќи се нели и парламентарни избори да ја поддржат коалицијата, додека албанците треба да гласаат за било која албанска партија, само не за ДУИ. Нормално, и сега ќе кажам зашто. Прво да почнеме од кај македонците. Значи, СДСМ 7 години лаже. Како што лажели и предходно. Значи, нивните изборни слогани е веќе 30 години назад биле или ние, или ако не сме ние, ќе биде потоп. А кога ќе дојдат на власт е, знаете, ќе ни тргне само уште да го смениме името. Ќе ни тргне само уште да се договориме со овој со оној, ќе ни тргне само уште да влеземе во НАТО и така натаму и така натаму. Никако да ни тргне. А не може да ни тргне затоа што ништо не работат. Оди се сеќаваме предходно колку и да го критикуваат Груевски, значи кога беше Груевски не бевме ниту во НАТО, ниту во Европска унија. Меѓутоа ни одеше, ама човекот трчаше низ цел свет, роуд шоуа секој месец, можеби по 2 пати, донесе фабрики, донесе ова, донесе она, се изгради автопати и така натаму и така натаму. И тоа беше време кога се градеше и се знаеше цената на се што е изградено и рок кога ќе биде изградено. А сега знаеме само ово тоа што наводно го поста СДСМ и ДУИ, знаеме колку ќе коштат пеналите ако биде раскинат договор, а колку ќе кошта проектот нема поима никој.
Тоа е значи за македонците. Сега за албанците зошто не Дуи? Значи Дуи се појавија на сцената со војна. Убедувајќи ги албанците како еве се бориме за подобри права. Меѓутоа не. Еве овие колку има веќе 23 години од конфликтот. Гледаме дека Дуи, гледаме дека Дуи се бореле само за остварување на лични интереси. Значи, ќе излезе на площад и викаат учека, зошто? За внукот на Али Ахмети да добие соравија без пари. Ќе излезат учека за учениците и албанчиња и македончиња да немаат учебници кај да учат. Значи, не ни треба учека, ни треба образование. Здравството ни е, да не речем, на колена. Таму се лекуваат и албанци и македонци. И сега треба да викаме учека на площад. Не, ни треба здравство. Ама еве гледаме дека во 7 години ништо не презадуваат и за здравството. Иначе и така, значи да не должиме бидејќи поминува и времето. Значи, се она што СДСМ и ДУИ ветија дека ќе го направат, не го направија. А се она што рекоа дека не го прават и никој не треба да го прави, тие го направија тоа. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу за вашето вклучување и што си дадовте некоја ваша собствена анализа за, ете, можеби ќе се надоврзаме на првата тема, меѓутоа општо зборувавте и за гласањето и за следните парламентарни избори. Секој добро посакувам, се слушаме повторно, се надевам. Одиме понатаму со следниот гледач. Добро ви утро и вам. Добро утро, Слободанка. И вам. Добро утро до Алфа и гледачите на Алфа. Благодарам, повелете. Зашто ќе зборуваме? Поздрав голем до последниот слушател. Го ценам неговото излагање и уште еднаш ќе повикам на излезност. Сите роднини пријатели да им се јавите со Вибер и непријателите да ги побарате во овој момент. Значи, потребно е единство. Ова зло да го снема. Гласајте за те, сем за ДУИ и СДС. Толку околу тоа. Ќе кажам нешто, Слободанка, имам некоја обврска, ми се јавија луѓе од Велес. Добра. Има една особа од Битола, која што на повеќе телевизии и кај вас има искажано многу лоши работи за кафаната во Велес под мостот. Кажува, неговите зборови се дека користи месо од кучиња. Тоа е луѓето се толку револтирани и се јавуваат ова да го пренесам. Јас не знам, например, не сум слушнала некој таков гледач тоа да зборува, може би зборувал некаде на некој медиум, не знам за ова. Го имам и кај вас и на кануто. Ке ги прашам колешките. Сакам да ви докажам. Значи, луѓето ми порачуваат истиот тој. Доколку не се извини, они го бараат. Доколку не се извини, ќе има кривична. А дали знаат за кого станува збор? Не знаеме, оние не се јавува со име и презиме, јас сум... Па јас не знам како му дозволиле воопшто да зборува такво нешто на медиум. Па имаше, околу храната беше темата и онија таа ја искористи, така да... Ја искористил можноста за своите, да кажам... Има некоја намера, значи зли намери, по моје зли намери кон некој, да. Тоа е наш сограѓанин и јас сум од Велешки, од крај... Секакви луѓе не има, за жал. Ама, тој човек, ќе повторам, доколку не се извини, ќе има кривична пријава и ќе го најдеме. Па секако. Значи, ќе го најдат. За клевета, за навреда. Да, тоа е угледот, му го ништи на една... Па тоа му било целта, најверојатно. Да, една од најдобрите капани од онаквото.
Знаете како љубомората, зависта луѓето кога ја поседуваат, верувајте дека со самото тоа ништо не може да постигне, сем да си направи проблеми на самиот себе, затоа што сум сигурна дека вие како и односно жителите на овој град многу добро знаат сигурно за какво место станува збор и еден еве ќе се најде за да го злоупотреби просторот, поготово на медиум, за да наклевети некого и за да најверојатно можеби од негова страна желба да спречи убаво да се работат. Јас посакувам секое добро и се надевам дека ова ќе се реши. И не посакувам такви луѓе, меѓутоа секакви, како што кажав, не има, за жал. Ете, и на тој начин што се обидуваат да наштетат на некој. Одиме понатаму. Добро утро. Добро ви утро. Повелете за што ќе зборуваме? За слободна тема, ако може. Да, за секако, меѓутоа да ве слушнеме што ќе зборувате. Вака, за 7 години владење на СДС направија голем пустош во Македонија. Така да народот треба шо помасовно да испадне и СДС за пратеници да нема ни 5 пратеници во Македонија. Еве тука од Кавадарци Даниела Колева. 4000 гласа имат. Ја не знам како не се срами и шо не се откаже јавно на телевизијата да испадне и да рече јас се откажувам заради тоа што немаме поддршка ни СДС во Кавадарци. 4000 гласа. Тоа се многу малску. Па ново формирани партии повеќе гласови имаа. Па во таа местна заедница Кајмене 50 гласа само имат од 1000 гласачи што ги има. Во мојот број во местната заедница само 50 гласа имат. И тие че ги немат. И тоа им се многу. Треба тие што гласале за неи треба да знаат више не треба да гласат за неи заради тоа што тие се само зло прават. Друго ништо. Ево од овие ромите, само ги користат. За избори ги лажат дека добро ќе биде, ама само у комуналец ги примаа. И сега вичи и во комуналец му ги земат работните места овие што се православните. Почнаа православни да примат, вичи ромите почнаа настрано да ги тргат. Дали има во некоја државна институција од ромите? Јас знам дека тоа секден во цела Македонија е така. Од ромите не примат во болница. Има и одни од средно. Не може ли болничар да биде? Од ромите не примат во поштата. Не може ли поштар да биде? Има и одни во средно што имат завршено. Ама само ги користат. Значи, СДС е националистичка партија. Не ги сакат друзите, они и меѓу себе не се сакат. Дури и православните ги мразат. Оти зло големо направија. Ако ги сакат православните, они немаше фирмите да не ги затворат. Немаа да не ги уништат фирмите во времето на Бранко Црвенковски. Току донесија набрзена закон, се да се приватизира, се да се униште. Зашо да се униште? И сега младите зошто бегале? Па СДС тоа најголемото зло го направи они што нема кај да работат туа и некој ќе каже, абе прифатни фирми има сега. Па дај тие што кажува за прифатни фирми дека има да отидеме заедно таму да работиме па да види како е работата таму. Дали ќе издрже, дали ќе може да работи. У таа прифатна фирма и у Германија работата и таму се прифатни газди, ама тамошната работа не е иста како овдеа. Поплатена е. Ама тука маста има вадат. И треба да знае вие народ, тие што гласале за СДС, тоа се деца на ѓаволот. Не треба да гласат веќе за СДС. Оти крајно време е на вие... Да не навредуваме никој, тие што си гласале, тоа е нивно лично демократско право, вие не можете да ги нарекувате било како и да, и тие се гласачи. Меѓутоа, еве, гласовите повеќе 180.000 гласови разлика на председателските избори, Гордана Селјановска во споредба со Стево Пендаровски, нели? Така да, немојте да навредувате, секој си има право на свое демократско право да се го искористи за да се гласа. А да ги нарекувате на таков начин не е во ред. Добро утро за следниот гледач. Поздрав. Поздрав. Во врска со слободна тема... Да, што ќе зборувате, повелете, тоа си е ваше. Ваши 3 минути. Моја најомилена тема. Значи вака, уште еднаш да и честитам на идната председателка на Република Македонија, господјата Гордана Селјановска Давкова, изборот за председател. Народот ја избра и таа најмногу заслужува да биде председател во однос на сите други кандидати. Ја чека нејзе и идната власт кој да биде,
само да ги нема овие предавници, изроди и терористи, се знае кои се СДС и ДУИ. Значи, господата Гордана Силјановска Давкова, како иден председател наш, на Македонија, и идната власт, да почнат со работа и тоа со следно. Веднаш со изборен законник. Ако некој председателски кандидат има дупла разлика во однос на оној вториот по него, па како втор круг? Па какви глупости? Политички пазарења имате убава тема претходно во првиот блок. Да. Политички пазарења. Па сега ќе овој купува глас од овој, од оној, овој ќе го уценува, затоа што ќе му ги даде, условно речено, своите гласови, 100 и не знам колку освоил, 120.000, ќе му ги даде на овие изродиве, ама ќе ги уцени тоа. И тоа ќе го гледаме ние во иднина, од идниот председател. Ќе спроведува уцена. Тоа изборниот закон мора да го регулира. Ако народот кажа дупло 180.000 разлика гласови, па какви втори кругови, какви бакрачи бе луѓе. Веднаш изборниот законник да се прекрои и да се каже таму дали ќе биде 50%, дали ќе биде 100% повеќе, дали ќе биде 200% повеќе, да се стави некој цензус и да се каже доколку тој што првиот круг добил толку и толку гласови во однос на следниот по него. Дали дупло, дали 50%, да не се повторам. Нема втор круг. Готово. Народот се го кажал своето. Понатака другото е политичко пазарење, уцена, криминал, корупција. Така. Ве разбрав. Дали се разбираме? Да. Паметно. Меѓутоа ете. Со изборниот законник треба изборна единица само една и отворени листи. Нема многу време. Понатака овие што се Бадинтер, Охридски договор. Бадинтер е мртов е и Охридски, мртов е и Балансер, оти сето тоа донесе зло, само неквалитетен кадар со купени дипломи. Сето тоа да се стави под черга, готово, фајрон, завршена, приказна со тоа. Да се само вработуваат искусни, паметни луѓе кои ќе работат, а не некои партиски кадри со купени дипломи. И како што кажа еден гледаш, оние кои што ја сакаат татковината. И да се поништат сите договори. Бугарскиот договор, тој не е донесен со консензус. Готово, тоа не важи. Преспанскиот, донесен на криминален начин. И тој да се поништи. Наброивте доста нештата и ги искористивте минутите, да. Ви благодарам многу. Еве, вие зборувавте за ова, го споменавте. Се надевам дека имаме гледач следен кој што би сакал да искористи или слободна тема, да видиме што ќе зборуваме. Повеќе мината од вас за изборите предстојните, што секако дека е оправдано затоа што е нели и најактуелната тема. Ајде да видиме следниот гледач. Ајде, добро утро, Славенка. Добро ви утро и вам. За изборите исто ја се зборам. Да, предпоставувам како и да е, повелете. Видите, сега свесен и народот дека овие ВМРО со чело на Гордана Силјановска Давковка, она ќе биде председател на државата, исто и Мицкоски ќе биде. Значи, само тука сега овие што е министерот за економија Питичи, кај него се финансиите. Сега они ќе пуштат пари по овие ромите, по овие другите националности што се бошнаци, турските нации, овие, она, таму најмногу се подкупува, таму најмногу се дават пари. Али, нека му мислат ромите сега повеќе, бидејќи овај Дудуш Курто Дудиш е од Шутка, он се префали со албанците, се префали. На ромите ќе му биде тоа црно сценарио како што беа во Косово. Во Косово така да ромите ги направија да бијат ашкали. Така и во Шутка. Нека би мислат овие во Шутово Ризере најмногу дека цела Шутка е више заобиколена од албанците. И таму ќе почнат они албански да учат, видите, тие школите 26 јули, таму и другата на браќа Рамис Камит. Ќе почнат албански да учат. И нека му мислат како ќе гласат. Бидејќи они више нивната партија се растури, пред тоа Амди Бајрам немаше таму и другите која што беа таму. Сега немат они никаква партија, него се префрлија. Некои гласат и за СДС, некои за ВМРО, ама повеќе гласат сега гледам за албанците. И тешко на нив ќе биде, че не можат више ни нивниот јазик да си го зборат, ни да се школуват, ни ништо.
се они ќе станат значи албанци, а не роми. Затоа нека размислат малце ромите за колку ќе гласат и немој да се префрлат бидејќи лошо му се пишува на нив. Јас можам само тоа да кажам дека излезете македонци, гласајте сега за се знае кој треба да добие и да изгласаме овие да ги тргнеме од власта и фала многу пријатно. Ви благодарам и јас вам, но и на сите кои што ова утро бевте дел од нашата утринска програма со ваши телефонски јавувања и ете изнесовте ваши размислувања и секако на слободна тема зборувавте она што вие посакавте. Меѓутоа се јавивте и за првата тема. Ви благодарам, тука завршуваме со телефонски јавувања, но секако дека во утринската програма Добро утро секој утро за ваше поинакво и поубаво утро продолжуваме со следни интересни многу содржини. Па еве најава за нив. Во студиото ни доаѓа писателот Далибор Трајков со неговата нова книга Тајната на монахот. Одгледување на зелените органски производи, што значи органско производство и зошто да конзумираме органски производи. Сега со следните содржини ќе зборуваме за нешто многу убаво. Запишаниот збор Искра повторно имаме гостин и јас ќе му посакам добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Далибор Трајков, писател, промовираме книга и мощно интересен наслов Тајните на монахот. Ке слушнеме содржински за што се не ти се видело само тебе интересно Слободанка, туку можам да ти кажам дека оваа книга конкретно на овој саем кој што сега заврши беше и најпродавана. Најпродаваната. Браво и честитки од мене. Секоја чест. Повелете. Далибор, добро ти утро. Добро ни дојде и особено благодарам што ни доаѓаш специјално за нас од Кавадарци ова утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Голем поздрав на сите гледачи на Алфа телевизија, на утринската програма на Алфа телевизија. Посебно задоволство да бидам денес овде со вас. Ти неодамна на 20-ти, мислам дека ја имаше твојата промоција конкретно на сајмот, секако честитки за романот. Благодарам. Но јас секогаш сакам да започнам прво малку со авторот, затоа што без тебе не би ни постоела книгата, така? Да. Сега, споменавме од Кавадарци, она што мене лично особено интересно ми се гледа, со оглед на тоа што си писател, успешен писател, нешто што можеби во светот не е реткост, но кај нас мислам дека е единствен случај, а тоа е твојата професија, ти си полицаец, и тоа необичен полицаец, инспектор, и колку што разбрав од информации блиски, нели, од кавадаречките кругови, дека си бил исклучително почитуван тамо. Прашањето ми е, како влезе еден полицаец, еден инспектор во овие писателски води? Па, благодарам на информациите кои што сте ги добиле за мене. Па, љубовта кон пишаниот збор ја имав уште од најмлада возраст. Нели, тоа се оние детски години при основното образование. Таму додека бев во да кучев основно образование во моето Росоман. Започна со поезија, така? Да, таму почнав со опишување на поезија, некаде напишав 34 песни. Тогашно време тие песни се знае какви беа, за на таа возраст повеќе да имат ритам, рима и денес кога ги читаш, како ти делува денес? Па, спрема таа смешно ми изгледат, но спрема таа возраст нормално е и тогаш бев задоволен што тие песни завршува на тоа литературно картче во ходникот од училиштето и беше така поттик за тогаш да се пишу, да пишувам песни, но по завршувањето на основното образование започнав прекинав со пишувањето, но започнав да се школувам во средното полициско училиште, а веднаш потоа и со работни обврски во Министерството за внатрешни работи и на тој начин дојде една поголема стагнација, пауза од пишувањето. Јас не во тој период додека не пишував, не очекував дека некога ќе се вратам на пишувањето. Инаку знаев некогаш да пишувам нешто и да го зацкријам, никој да не го види дома. Но иако имаше голема стагнација, сепак дојде до тоа да добиеш награда за еден твој расказ, така? Да, вака, јас некаде околу 2000 година беше тоа, пред она корона време, што ни е општо познато, нели?
Ми се побуди некоја желба да пишувам. Значи, сакав малце да се одморам од оние мисли кои што цело време не ги имаме како полициски службеници, сакав нешто поинаку. И одлучив на Google, побарав дали има конкурс конкретно за некои раскази. Дојдов до еден конкурс на фондација Такец од Битола и имаше дадена тема, во врска нешто беше со љубовта и се одлучив да напишам расказ и учествував на тој конкурс. Беше меѓународен и бев презадоволен кога ги објавија резултатите. Тогаш беше мојот тогашен расказ, прв расказ официјално, дојде до оние 50 најдобри, вкупно 300 и повеќе расскази од таа меѓународен конкурс и влезе во таа меѓународна збирка на расскази. Потоа во истата фондација се случија уште неколку конкурси на кои учествував и дојдов до тие први награди и на крајот од годината се избираше за расказ на годината воопшто од сите конкурси во фондацијата и на тој меѓународен збир на раскази. Мојот расказ Последната солза го освои првото место и тоа беше веќе едно време кога јас одамна се двомов дали да почнам да пишувам нешто посериозно, тоест да се одлучам да пишувам роман и се одлучив конечно после таа година и решив да го пишувам мојот прв роман и така се случи за Копана Висела. Како ги комбинираш? Дали ги комбинираш? Дали ги двоиш овие твои два света? Полициската работа и пишувањето. Имаш чувство некојаш дека живееш два животи или наоѓаш некоја спојка меѓу нив? Па, подобро ми е кога помислам дека живеам два живота. Да. Прибидејќи гледам да не ја запоставам ни едната ни другата работа. Пишувањето најпрво на првиот роман го мислев како еден вид подстрек за мене во животот. Сакав да оставам еден лично мој труд, книга една само од мене објавена. Но не очекував искрено дека, мислам, се надевав, но не очекував дека ќе стекнам толкова популарност помеѓу читателите во нашата држава. Политичката струка никогаш не ја запостави за ова цело време. Мислам, кошоете, сте добри ви, нели, што кажавте, информации за мене, значи секогаш бев посветен на работа и никогаш не дозволив да барем така ети тие што ме познаваат знаат дека не абстинирав у тој поглед во професијата. Како реагираат колегите твои? Дали им е чудно што ете нивен колега пишува? Па се плашат нив да не ги напише во книгата. Да. Па мислам позитивно, позитивно. Тие што го почитуваат мојот, оние што читаат, позитивни се и критиките за книгите, одив најчесто си ми се поблиски, контактираме секојдневно. Како инспектор им наредуваш дека мора да ја прочитаат? Не, тоа се воглавно колеги инспектори, тоест повеќе се од понежниот пол, од женскиот пол, и тие повеќе читаат и барам од нив реални критики, кои што нормално ќе го подобрат моето пишување во иднина. Сите три книги што ги имаме овде се трите твои романи, со тоа што првиот се разликува тематски, содржински, жанровски од другите, затоа што станува збор за семејна емотивна драма, така? Да. Сега, веќе после тоа преминуваш на нешто што ти е по-блиско до твојата професија, криминалистички романи. Тајната на монахот е романот кој што денес телевизиски, нели, ќе го промовираме. Овде велиш дека станува збор за мистерија, истражување. Ајде да почнеме од кој е монахот. Па вака сега. Тоа сакам да го кажам, искрено дека јас моите романи, барем до сега, дејствата на моите романи се базирани во нашата држава. Сите заедничко ти тоа. Нема шетање Франци, Манци, Англија, Италија. Јас сум тој што тоа може би од некои патриотски побуди. Сакам да ја афирмирам нашата држава. Нормално. Ако еден ден моите романи завршат и со преводи на другите во други земји, сакам сепак некој да чита за Македонија.
дека ние имаме прекрасни места и затоа ги преферирам убавите. Имаме многу необични настани и со тоа имаме немаме недостаток. Необични настани. Конкретно за тајната на монахот, действието се кога веќе го имаме монахот како во наслово, тоа е за монах во Лесновскиот манастир, кој што мене ми е исклучително драго место, во кое често одам, го посетувам. Значи, се работи за действие кои се случува во Лесновскиот манастир, дел од действието се случува тука во Скопје и главниот чин, тоест главната случка се случува во малото градче Пробиштип, нели кој што е најблиско до Лесновскиот манастир. Случка затоа што всушност станува збор за еден немил настан, така, па да не го окарактеризираме веднаш. Еве да речеме станува збор за убиство, така? Вака, тоа може да му го откриеме веднаш на читателите, привидејќи на задната корица, и тоа е самиот почеток на романот, дека романот почнува со едно самоубиство на една млада личност, девојка од Пробиштип. Но морам тука малку те прекинам, зашто и мене ме сецнати сега пред да влеземе во студио. Како се вика таа младата девојка која што е жртва и која што се самоубила? Искра, значи по некоја случајност. Да. Добро. Види, она што не е слично е што е млада девојка, така што тука нема шанси, И сега целиот роман, предпоставувам, се расплеткува. Вака сега, Искра е личност која што точно еден месец пред да посегне по својот живот, таа силувана од непозната личност, за која и таа не знае, и за нејзиното силување осуден, прогласен за виновен, нејзиниот класен раководител, со кого таа последна се заминува од матурската вечер, а точно после матурската вечер се случува тој немил настан по неа. Веќе е интересно да ти кажа. Да, и после 10 години, тоа е само еден почеток на романот, и после 10 години од кога инспекторот ја издржува затворската казна, професорот ја издржува затворската казна, се случува действието од кога тој е пуштен на слобода и доаѓа до една поново истрага на целиот случај. Не го водат полициски службеници, го води една млада новинарка, ваша колешка на некој начин. И става збор за доста динамичен роман. Има некои доза и на романса во него. Ама пак не кажавме за монахот или можеби не треба да се каже, затоа што можеби да го скриеме, да видиме што чува монахот, читателот да открие што чува монахот. Мислам дека нема да имаме време да вклучиме двајца гледачи, но еве да им кажам дека може да се јават додека разговараме во режија, да ги остават своите податоци и ќе добијат, ќе си подигнат по една книга од тајната на монахот во Сакам книги во центар што се наоѓа карши Соборниот храм, така во интерес на времето. Сакам малку за самата промоција. Рековме на 20-ти, дури и ти и сите биле изненадени од големиот интерес. 4-5 часа траело подпишувањето на книгата, дружењето со читателите? Да. Јас на сајмот во Скопје се појавив најпрво само на кратко во петокот. Потоа мојата официјална промоција беше на 21 закажана. Тогаш се појавив некаде на Пладне и навистина тоа се случи. Очекував интерес за мојот роман, привидејќи веќе не беше прв со оглед на тоа како помина претходните два и според коментарите кои ги добивав пред сајмот, откако се објави дека имам трет роман, Тајната на монахот, и го видов дека е голем интерес. Но искрено не очекував толку голем интерес од читателите и се чувствува посебно ми е драго. Верувајте, мислам, тоа беше една од најубавите работи што ми се случи од кога пишувам книги, толков интерес за наш македонски автор, посебно ми е драго и сум користам оваа прилика да му се заблагодарам на сите читатели, независно на оние кои успеа да дојдат и оние кои што дојдоа и не дојдоа. За таа причина и останав и во наредниот ден, се најавив дека ќе присуствувам и во недела за тие што не успеа да добијат книга со подпис од мене, така и наредниот ден бе присутен на сајмот, исто така имав
средба со читателите. Порано имаше изјавено дека за жал нашата публика нема доверба во македонските читатели, но дали сега еве веќе ова се смени? Мислите во македонските автори? Да. Па мислам дека, пак ќе кажам, јас сум релативно млад како автор, познат сум изминативе 2 години, но со оглед на тоа што го добивам оние од претходно писатели, информација од претходните писатели, оние луѓе кои се вклучени во продажбата на книгите и воопшто во изнајмувањето на книгите, факт е дека довербата во нашите писатели била многу мала, но за среќа во последните неколку години се повеќе се зголемува довербата, дури и добив некаков податок покрај тоа што, мојот роман испадна дека е многу баран, тајната на монахот, нели, на сајмот. Добив информација дека и новитетите од нашите македонски автори се во топ 20 продавани, зборувам во издавачката куќа Сакам книги, на самиот сајм. Значи, тоа е полека македонската читателска публика дава се поголема доверба на македонските писатели. Тоа е посебно драго и поттик за сите нас да пишуваме повеќе. И за самиот крај, само уште да те потпрашам, знам дека сајмот на книга е празник и за читателската публика и за самите автори. Сега ти секојдневно си обкружен со твоите колеги во полиција, а како беше сега помеѓу твоите колеги писатели? Каква дружба беше тоа? Па искрено, јас многу од времето го поминувам надвор од домот и многу често сакам дружба со граѓаните. И сега мене не ми е необична таа средба со колегите писатели. Знаем некогаш да размениме за нашите дела, начинот на пишување, како ни доаѓаат тие идеи, приказните, нели, фикциите кои ги пренесуваме на хартија. Но не знам, мене ми е обично. Тако ми и секој ден обожавам да бидам дел со граѓаните и така да професијата не дозволувам да ме ограничи, иако нашата професија е многу поразлична од другите професии. Нели, често сме важиме како репресивен орган, помалку превентивен и често сме со луѓе кои што се со судир со законот или па луѓе кои што имат се оштетени или жртви од извршени кривични дела, но сепак сето тоа гледам да го надминам со тоа што ќе посветам доволно внимание со обичните граѓани, како и нели со моето семејство кое ми е неопходна поддршка. Мислам голема поддршка во ова што го правам. И имињата на керките исто така се наоѓаат во романите. Тоа сакам да го напоменам, покрај тоа ќе извиниш искра, покрај тоа што имињата на моите 2 ќерки се на првите 2 романа како главни ликови, инаку како коректура на моите романи е и мојата сопруга, која по пишувањето на моите романи таа прави техничка обработка и на романите. Ти благодарам многу за ова твое гостување. Времето ни е толку, а ти многу пишуваш, така што ќе одвоиме време во друга прилика. Слободанка, предпоставувам дека треба веќе да најавиме нешто за понатаму. Да, ќе најавиме. Јас ќе го поздравам уште еднаш гостинот. Секоја чест за вас со професиите. Некако не ми оди, меѓутоа ете како е можно секога се работи нешто и го сакаш од мали нозе и со љубов. И само ќе надополнам, за време на короната и писатели, ракотворци, уште многу други таленти произлегува и видовме. Благодарам и секое добро. Се гледаме повторно со некоја следна книга. А она што сега ќе следи, почитувани, ќе најавиме следно за реклами, рекламни пораки и после рекламите ќе зборуваме за органско производство на храна. Ваше е да останете со Алфа. А со следното завршуваме со утринската програма. Ке ве поздравам, ке ви посакам убав ден да имате, убаво утро, се разбира се уште, но и убав викенд. Здрава органска храна, ке зборуваме за тоа во продолжение и од мене довидување. Почитувани, останете со Алфа. Добро утро, почитувани, и ова утро ве поздравуваме од подпластеникот на Зелена Република. Се наоѓаме во Орешани, некаде 20 на километри од центарот на Скопје. Во убаво друштво сме овде и во наредниве неколку минути ќе ви објасниме и ќе зборуваме за придобивките на здравата зелена храна. Ова утро заедно со мене на оваа преубава маса, веднаш до мене Милица Петрушевска и незиниот брат господинот Васил Петрушевски, кои што се сопственици на Green Republic или Зелена Република,
И овдека е и Јелена Крстевска, која што е нивна вработена жена, која што се занимава со земјоделие. Добро ви утро! И ви благодарам што не примивте овде кај вас во подпластеникот на Зелена Република. Да им објасниме на гледачите што представува органско производство или здраво органско зелено производство. Што значи здравото органско производство? Здравото органско производство е филозофија сама по себе и таа го опфаќа целиот животен стил. Тука не значи само чиста исхрана, туку значи и чист живот. Значи преку чистотата на храната, преку одгледувањето на храната без пестициди и со добри земјоделски практики да се обезбеди здрава животна средина без загадување од една страна, од друга страна најмногу да се обезбеди здравието на самите производители, на фармерите, затоа што конвенционалното производство секогаш само по себе користи многу пестициди кои што најмногу прво влијаат на самите фармери. И третото, сите тие придобивки корисниците, тоест конзумерите, да ги добијат на самата маса, на самата трпеза. Да сето тоа да биде чиста храна, без отрови, без страв, да може да се јаде за здравје. Така. Сега, оно што сакам да споменеме е дека овој пластеник, како што кажавте предходно, во предподготовката на разговорот, е единствен, може да се каже, во светот. Зошто? Прво, овој пластеник е плод на искуството, значи на безмалку 10 годишното искуство со пластеници во нашето климатско поднебје. Значи тука секогаш во текот на зимото има голема влага во Македонија од една страна, од друга страна многу ладни зими. Сето тоа предизвикува самите растенија да не можат да растат во текот на зимото. Самиот овој пластеник е дизајниран на пасивен начин, без никаква надворешна употреба на енергија, да може да ги обезбеди оптималните услови во текот на зимото. Така што сега, ако видите, позади нас се е зелено, иако се наоѓаме во февруари. Милица, кои се придобивките од здрава органска храна? Па, здрава органска храна значи прво здравје. Ако конзумираме значи здрави производи, си го сочуваме здравјето и понатаму значи сочуваме пари за, не дај Боже, тешки болести. Здрава органската храна е храна која што се одгледува, како што кажа брат ми, без пестициди, со значи природно, без вештачки пестициди би рекла, со природно наѓубрување, без употреба на хербициди, значи тревките Јелена не ги корне, и на тој начин се спречува она што е, како да кажем, најкарактеристично за, особено за селените салати, а тоа е нивната моќ поради листот да абсорбираат секакви отрови кои што се наоѓаат и во земјата и значи и во воздухот. Така што органското производство е особено битно. Мислам, битно е за се, ама е особено битно за овие зелени производи како нашиве, затоа што поради акумулацијата на отрови во нив многу често се појавуваат како предизвикувачи на алергии кај луѓето. Тоа е едното. А од другата страна, значи прво се штитиме себе си со тоа што не внесуваме отрови. А од друга страна, органските производи сами по себе се, ајде да кажеме, малку поинакви од класично произведените, значи имаат поголема структура, имаат поголемо ниво на влакна, не се наполнети со вештачко ѓубриво, туку со природно ѓубриво и имаат убаво влакно, а влакната се најбитни за регулација на дигестијата кај човекот. Така што, значи, да не зборуваме за третиот аспект на зелените салати и воопшто, значи на зеленчукот и овошјето, огромно богатство на антиоксиданси, микронутриенти различни, понатаму различни витамини имаат, различни минерали, така што значи за добро здравје, особено за кардиоваскуларно здравје, за убава кожа, за убава коса, за здрави коски, за добар притисок, се препорачува да се конзумира многу зелено. И сосема за крај, за накусот, да ни кажете само кои производи се може да се најдат во Зелена Република. Што све одгледувате?
Што се одгледуваме? Се што е листови, да. Јелена ќе ви каже денеска што ќе бере. Јелена ќе ја вклучиме на крај, на крај бидејќи ни е млада жена која што се занимава со земјоделие, можам да кажам така, обработка на земја. Колку е таа работа тешка и дали би ми ја препорачале на младите жени? Па би ми ја препорачала на младите жени, таа работа е напорна и корисно е за луѓето за да работат. Да. Кога знаете дека произведувате нешто здраво, органско и корисно за луѓето, пред се за нивното здравје, тогаш ништо не е тешко, така ли? Ништо не е тешко. Да. И јас би рекла уште нешто, наместо во теретана, нека дојдат еден викенд тука, нека си берат, нека патат малку мутика, теретаната, значи, нема да дават пари за теретана, ќе си имат здрава храна. Ете така што. Убава порака на крај и ќе ве поздравиме уште еднаш од Подпластеник во Зелена Република во Орешани, само 20 километри од срцето на Скопје.